Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Уште едно издание на Скопје Але и во него нов соговорник. Ако се прашувате зошто баш тој, заради тоа што сите знаеме дека е родом од Битола, тогаш тој ќе ни покажа нешто со што ќе ни докаже дека не е баш така, иако живеел во Битола, но е родом од Скопје. Значи е родом од Скопје и не само што е родом од Скопје, туку и кумот му е можеби најголемиот актер Петер Прличко. А ако веќе не знаете за кого станува збор, тогаш се растеков од смеење. Тоа се шмикаш, а не се шмика. Можеш да се смееш поише. Да, можам Така? да се смеам колку сакам и гримот воопшто не ми... Да. Грим се вика во театар. А, грим се вика. Така? Да. Се Добри гримираш. Добри сте? Вегета, супер. Супер. Да, одлично. Имам едно интервју со Катерина. Добро. Ова ја чекам Ајде ја ако најдеме. дојде. А каде? Па не Знаеш ли знам, ти? натре. Каде внатре? У Пилистар. А ово, Пелиста е тамам. на водичка. Да, на вода. На водичка, да. Што До правим? 80 и некој, а нешто друго. Сега вода. Да, И да, на X да. полека. На X. На X На X. полека. Бриферот ми рече дека 71 сте дошли во Скопје. Така? Или не? Во која смисла? Во Скопје да живеете. Да. Од 71, да. Е, така. Ама, овдека, ние си имаме едно свидетелство што покажува нешто друго. Така? Може да ни кажете што е ова? Па ова е... Не, мора да го прочитам сега. Мора, да. Мора да се прочита. Свидетелство за свето крштение во 9-ти ден на месец септември 1947 година се роди во град Скопје, околија Скопска, епархија од православни родители Трајко Чоревски и законата му жена Радка Цветкова, дете од машки пол, кое ќе биде крстено од свештеник Давидов, Стоил Давидов, како е тоа, во еноријата на црквата Свети Великомаченик Димитрија и му се даде име на свештено крстение Благој. Новороденото дете го восприе кумот Петар Прличков, артист од Скопје. Значи, ако кажат случајно дека сте од Битола, Ова е доказ. извини, ама еве го доказот ни е пред нас. Урамен доказ, Дека сте скопјанец. така пишува во ова. Ако веруваме на црквата, да. Ајде да тргнеме од таму, што значи да ти биде кум Петра Прличко? Тоа е голема чест. Огромна чест. Прво затоа што тој не е секој, нели? Второ, што бил во Југославија, во Европа, бил еден од врвните актери, така да мене ми значило многу. Тој ги венчал татко ми и мајка ми. Мене ме крстил и брат ми. Брат ми мислам дека е крстен по неговото по брат му име, Борис. Така да многу ми значи, како не ми значи. Ние се уште, сега со кумчето, со Игор, џамба сме... Да. Некаква нишка која што обстојува, така? Да. Обстојува. Да. Без разлика дали Каде ние сте, ќе бидеме другите, да. ќе обстојува таа врска. Не може да не обстојува. Така е, да. Кога зборуваме за пред 50 и кусур години Скопје, какво Скопје паметите? Се може да ви кажам прво, Ајде. Јас сме живееле на Загребачка 12. Тој е одма стариот театар, Добро. еврејско мало, Загребачка 12, одма до театарот. Да. Значи, дрвено мовче било пред нашата куќа и така сме оделе од другата страна, во Кермес. И бидејќи стално сум барал кебапчиња во Кермес, и не ми давале секојаш, имам многу слики кај што сум така љут. Људ за кебапчиња. И јас го знам тој живот. Од одење, излегуваш од дома, тука двореви немало големи, одма влегуваш во театарот и одма тој мирис на мастикси, на перики, на
на други облеки кои што ги имало, тој ме пленил и таков сум останал. Значи јас многу Скопје не го памтам, како мал го памтам малиот театарот од представи. Го памтам од Силјан Штркот, куклена представа кај што играла и мајка ми. Имам слики позади театарот со татко ми. Но татко ми 51 Добро. закажуваат проба во театрите, а во театрите во понеделник не работат пијаниците, актерите и другите женски слободни Тоа и конкурси. кумот ваш, мислам Игор ми го кажа исто. Да, не работат и бидејќи тогаш беше се знаеше кое општествено уредување беше комунизмот. Така. И овие се отише кумот и татко ми заедно Прличка и си отише на риба. На риба, па не работи ништо. Не работат и одмаге. Не се само татко ми, Прличко, Чичко Тодорче, Да. Славчо Тасевски, Киро Ќортошева, плејадата, основачите на тој На театар, театарот. ги избркале. И татко ми оди прво во Велес, заедно Добро. со Прличко, и после тоа оди во Битола. Аха. Но татко ми беше болен од рак и 55-та умира, на 34 години. И не се вратил. Имам јас од Милчин и од Централниот комитет на СКМ писмо, кај што го бараат Милчин, му вика, Да се врати назад? дојди. Татко ми рекол, кај што сум плукнал, кај што некои други правеле нешто друго, јас не доаѓам да им бришам. И фала Богу, јас сум карактерно на него, тоа е добро. Да. Знаеш, Така да од 51 јас сум Битола. Растам во Битола. Таму стекнувам и други знаења во однос на глумата, со прекрасна плејада на актери. И после тоа одам на факултет, завршувам факултет и доаѓам тука. Прличко вика, куме, мораш да бидеш ти во МНТ, татко ти е основач на тој театар. И отидовме таму, седнавме, а нашето срце беше за модерниот театар, многу, за драмски. Драмски беше беше во тоа време поинаков од понапред. Да, понапред од другите. Милениум понапред од МНТ. Све ни кажа и си отидовме ние пак во драмски. Све ни кажа, ние се отидовме во све ни драмски. кажа, си отидовме во драмски. Значи јас во драмски сум од 1.9.71 до пред колку последната представа ми беше Птица со главата меѓу нозе да. на Коле На голем. Ангелски, 53-та година. Да. Ама вие се сеќавате на едни други времења таму, кога Да. имаше кога не само што директорувавте, туку имавте можности да видите како изгледа Не беше друга држава. во вистинска смисла, како да речам, дружба меѓу актери, Апсолутно. дружба меѓу се нешто што значи и скопска култура, и носење на култура, и народи кои што доаѓаа, нели кои што доаѓаа во драмски како со своји представи, така да настапуваат Ние живеевме во едно време, јас се извинувам, ама живеевме во едно време каде што се почитуваа вредностите на поединецот. Сега, ако имаш книжка, ти си голем, без разлика колку носиш, кој себе. багаж го имаш со себе, али тоа е битно сега. И да си со подтурнати гаки, за да може секој што сака да прави. Јас не сум од тие типови и не можем да бидам. И не сакам да бидам. Сега на 13 години ќе се менувам. Да, стварно, само да им кажеме на луѓето Да. дека имате 13. А 7 и 6, 13. 7 и 6 е 13. Кој знае математика толку се. Нека Нека ти израчуна, да. Што Нека се да случуваше во тоа театарско бифе? Па тој ни е вториот дом нас. Ние таму сме ги правеле улогите, ние не било само пиење. Да. Они се така сваќаат, ма Дека дека се мораш да тоа, пиеш. мораш да Не. пиеш, да. Таму кој ќе те викнат, ќе ти рече тела малку ваму. А? Шо мислиш ти бе, ова? Шо правиш таму? Ама така сме договорени со режисерот. Каков режисер бе, ти си на сцена. Ти мораш да го направиш, да го одиграш како што треба тоа. Така да, поинаку беше тоа бе. Не само тоа, него се гледавме на проби. Па ќе дојде Милица, Гешо, Дарко,
кумот Прличко, Чичко Тодорче ќе дојде да ти каже. Тоа не било баш едноставно кој ќе те повика. Ела малку. Мора нешто да не си направил добро во представата. Да. А која година ја запознавте Магда? Магда ја запознавам 74-та, така. Знаевте веднаш дека маđар-малски зид ќе станете? Па да, јас Да. имам една слика, она вели А не дека се сеќавам? Аха. Не знам дали се сеќава, а подеднаш со Васе Ќортош, со режисерот и на покојни Васе Ќортош, ми вика ај ќе одиме да ја земеме Сонја. Сонја е братучетка, први братучетки се. И како доаѓаме А во Сонја му е Маđермало, нему сопруга девојка, му а беше. супруга му, да, добро. Тогаш Преди девојка. почина, тогаш девојка. И како дојдовме и наеднаш од скалите одгоре, слегува една лепотица со долга коса, еден минич. Ја викам, оваа женска мора да... Готово. Ама не зависиш од мене, од неја. Што би рекол? Тогаш, Што би рекол 40, точно 50-50. Јас сакам мушо да 50 години сака. сме, значи А, тие 50. 2-3 години кои што Да. е, и 47 во брак сме, Аха. 50 години. Да. Пака ќе тераме уште едно 20-30, после ќе видиме. А, па ви имате уште време со 13 години, Па уште имам баги. јас, до полнолетство. Кажете ни како изгледаше тој маđар-малски живот? Го вкусивте? Го видовте? Феномена, како не? Затоа што станавте Феноменален. маđар-малски зет. Феноменален. Секој Како ќе те беше да си повика. дома зет? Да. Не те рачунаа дома за... Не? Тој им беше чест. Секој ќе те викне на ракија, на направено На мезе, мезе, на- ќе седнеш тука. Нема, така беше. Секој се поздравува со тебе. Сега го нема тоа. Сега сте во зграда, а дали ќе се Да. видиш во лифтот, дали го познаеш и не го знаеш, не знам. Да. И бев горд што сум, и сум горд што сум маđар-малски зет. Ама Магда Вили ве сакале, многу ве сакале. Апсолутно. Да. И Па како поготово ги кога ме здобивте? гледа- Што направивте за да бидат на ваша? Ништо, јас сум истиот Исто, чоре, ја исто. не сум се Така променил. да. Тоа жена ми ги менува имињата. Мурџо, Мурто, ваму таму разни имиња. Да, ама ја не се менувам. Да. Как се сеќавате ли, не знам, на нови години? Каде се одеше на нова година во Скопје? Па, тешко одевме во ресторани, во театар, А во театар. како помал, се сеќавам во театри. Сме били и во драмски, да, сме правеле. После тоа дома или во кафана. Не се оделе во панорама, нешто тие таму, тие. Не, таму се, Шеми или тоа таму е поси? правевме свадба. А, во панорама свадба? Аха. Кога сме кај свадба, имаше многу глумци беа се, како беа? Не, околу блиски. Аха. Ја направивте Околу мала свадба. 60-70, тоа жена би така. ќе прашате, јас. Вие детали не знаете. Не. Добро. Така да, али беше многу убава. Да. Се сеќавате на Корзо овде? Како не се Кој не? сеќавам. Да, само Јас се сеќавам Да и си на распрош. турист, многу не знаат ни турист беше првиот диско диско клуб со Драган, без оточка Костич? не, јас другачи го викам. Како? Драган.б со Костич. Добро. Да, како не. Сум рецитирал таму, имам слики. А чекај, тоа пред да биде нели диско, можеш и да рецитираш. Па Или? ние си да си зедовме, правевме ние. после отидовме Мусандра. Добро. После во Мусандра тоа се префрли. Така да и таму сум рецитирал. Имам слики, имам. Имам Историја, слики како историја. Сме играле представи таму. Во каде? Во Мусандра? Во Мусандра, долу, да. Долу? Да. Таму игравме театарот, прв приватен театар, Аха. Модро Окце, јас, Гоце, Ванчо и Колозо. Ние го основавме тој Модро Окце. Модро Окце, да. Кој беше кумот? Кумоците бе, зашо кај пуштаа тогаш таков театар да има кој што размислува поинаку. Русумир Богдановски ни ја даде. На заборавениот остров се викаше представата, игравме. Многу убаво сме поминувале. Сега не знам, јас не се сеќавам на многу нешта на кои што нели ќе се сетат веројатно и постари од мене, но јас се сеќавам дека сите зауѓавме од смене на женски оркестар. Или можеби сега од оваа дистанца би посакале да се случи повторно нешто такво. Како се случи женски оркестар? Каде ја дававте првата представа? Тоа беше те полно. Да, женски оркестар се случи случајно дојде Насев кај мене, Сашко, преку Диме, Санковски дебелото, мој другар од детство.
прекрасен режисер. Сега, кога спомнувам имиња, некој ќе го Да, некој ќе го ќе го подсетите на прескок... Не, некој ќе го прескокнува, прескокнам да. и Нека не после се тоа ми се бележи. лутат. Па сега не може сите да Сега ги не можам, тоа спомнат. не се еден, Така не е. се многу, но Да. Диме, да, беше значаен и во мојата кариера и воопшто во театарот на Македонија, како таков, како режисер. И он го донесе на се. Вика, имам еден текст. И го донесе. Добро, чија си? А што има нешто друго и рече, ја правам од женски оркестар, Аха. правам наша верзија женски оркестар, зашто таму е само едно машко. Аха, другото се. Во оригинал, нели? Другите се женски. Женски. Ние ги направивме сите женски. И ја игравме прва, премиерата беше во драмски. Во драмски? И тогаш, нема да ги кажувам имињата, се случи мал пуч. Зашто? А јас бев директор на театарот, како ние играме таква Аха. треторазредна Представа. представа, нели? Уметнички совет, нели, се собра, и јас ја повикам. Се уште е жива, да е здрава и жива. Економистот кај мене води. Ја викам, ајбер ќе извади колку имаме ние Продадено средства карти. Аха. допринесено. Тоа беа во марки тогаш, нели, во денари, околу 83.700 или 87.300. Аха. Беа илјади во неполна година марки од женски оркестар. Ама знаете, ние сме во Југославија и стварно беше number one. Елитен театар, таа. Да, беше, стварно да, беше, да. да. Добро, и јас реков тогаш, фала ви, од денеска не е повеќе на репертуарот На драмски. од драмски и почнав да ја мис Македонија да ја. Е така, си Да. отидовме од драмски. Ама добро и во Скопје сте играле веројатно, на кој место Игравме си играше во низ Скопје, Скопје? сегде. Затоа што нели кога е снимана, онаа снимка која што Сегде можеме сме да играле и најдеме во Хардрок. и во Хардрок. Па знам дека е некоја сцена тоа каде што може да се Сегде сме става играле кај што може да столчиња. да Да. влезете. Колку таквите дружби, например, направија, како да кажам, едни без други да не можете, или не знам, тоа да бидат пријателства за Ние и сега секогаш. едни без други не можеме, Да. само што е тајмингот, времето ни е поинакво. Не навјасуваат години, Да. имаш други задолженија, внуки, внуци, поинако е. Така да, не знам, можда и ние малку се оттуѓуваме едни од други. И ова ковидот не оттуѓи. Резервирано е тука. Да. Кога сме кај Скопје, се сеќавате можеби на, не знам, детали како не знам, подготовка на представа, да речеме, па не знам, или патување на некои луѓе кои што доаѓале, па Како не требало се да ги однесете никаде. Каде ги Како носевте не се- луѓето од страна кога ќе дојдат во Скопје? Не, тоа го правеа Други. другите, техничките Да. директори Аха, ова, добро. но јас се сеќам дека најмногу сакавме во бифето да. Во бифета? Да. Да. Од кај да дојде, да речеме, во моје директорување јас имав театарот на Корин Редгрейв и на Ванеса Редгрейв. Тој е еден врвен актер и сестра му Ванеса Оскаров. Знаем, да. Она ме посети како заменик министер, дојде и ми се заблагодари што е и овозможи во Косово да стигне таму кај што Да. треба. И повикав од неговиот театар пет актери, игравме тука Розенкранц и Гилденстер се мртви. 5 актери игра Офелија, Хамлет, таткото на Офелија, кралот и уште еден актер. Игра на англиски, нашите на македонски играше Мето Јовановски, Дац, Сенко Мелино. И требаше 20 представи одигравме. Тука требаше да играме во Лондон. И како во секоја нормална држава, како Македонија, не ни дадоа пари и ние не отидовме. И така натака. За жал. Леле. На што друго може да се сетите на подготовка, на представи, на бифе, некој да ни раскажете случки од тој период, не знам, еве, што ви ние, текнува во создавањето, ние- зашто се е тоа Скопје, се е тоа приказна за Скопје. Ние
знаевме да отидеме кај Јоле и кај Почу после представа, Добра. да седнеме таму и да се израскараме, да се опиеме и да се Што се прибереме. каравте? Па, вака не треба ова да го глумиш, треба вака да направиш. Се постар колега која ти кажува, се ти младоста е секогаш Така, бунтовна. Да. Не, ти не знаеш. И? Абе, јас сум завршил факултет. Аха. Тоа сакам да го кажам дека Аха. во тоа време кога доаѓаме ние, јас, Мето, Марин Бабич, кумот, Аха. кум сум, А кум сте? Бог да му Да. душа прости. Славица Николовска, после Ванчо доаѓа Петар Темелковски, Да. доаѓаат многу после тоа, ама ние сме меѓу првите. Мите Грозданов е прв и Снеже Стамевски, они Снеже се Стамевски. една година постари од мене. Аха. И тоа беа двајца, тројца со факултет. После и ние доаѓаме, така да сега не можеш ни да примиш во театар без факултет. Така е. Не мора да значи дека факултетот ќе те научи и ќе бидеш глумец, не. Аха. Што те учи? Така беше. Што те учи најмногу? Најмногу се учи од тоа седење со нив, искуство. Да. Да ти он не ни покажува, а нас вака треба да се направи, него ќе те усмери кој е патот. Да речеме, од тогаш јас знам дека нема како да го кажеш тоа, туку што кажуваш. Ти пренесуваш емоции на некоја друга личност која што ја напишал некој си човек. Ти мораш да го живееш на сцена. Така е. Колку поверно го пренесеш, толку ќе бидеш подобар. А кога сме кај тоа, колку имаш, да речеме, додавки во представи? Мене секогаш тоа му било. Импровизации? Да. Многу. Вие може да бидете, нели, ако си ја гледал, не знам, па и чија си, не знам која, сите тие Многу. имаат. Многу. Вие и самите не можете да престанете да се смеете понекогаш на сцена, иако нели не треба, така? Има многу такви згоди и незгоди. Кога ви правени. било, еве, последен Најтешко пат ми нешто било- се сеќавате? Најтешко ми било во Ревизор Хлестаков, јас го Добро. играв Хлестаков, Ацо Јовановски и кумот мој Марин Бабич го игра слугата Пош и тој слугата кај што е во кафаната Добро. Хлестаков. И треба да му донесат и ми носеа чорба. Таму ја пазеше тој сценскиот работник кој што беше реквизитер. Ја чуваше, знаеше како сум, дека сум пимпирлија, Добро. со капак, со све, тој Да. ја чува додека да им ја даде на овие. И? И еден ден, ја зимам, нели таков е текстот, Аха. каква е ова кафана, какви се ова, види, ова на ништо не јадел месец дена. Аха. Хлестаков да. не јадел. И ја земам, 1, 2, 3, и како земам лажицата и гледам вилица. Со 4-5 заба, Леле. тоа на Ацо, вилицата ја ставил кај мене. И? На сцена? На сцена полна публика, они се завртени со грб кон публиката, се тресат, се смеат, а јас имам монолог тука, што да ви кажам. И само велев, чоре, пази да не ти дојде, да не повратиш. да не повратиш. И Само после, тоа. што им рековте? Срам да ви. После тоа ќе ги отепа. Тоа сме го правеле. Ванчо беше голем. Банчо беше горем, шегаџија, кај шегаџијаната. О, Да? опасен. Што правеше друго? Се правеше. Да? Ние тогаш имавме кафе, не е вака сега. Да. Кафе во Бакарно, Джезма. Да. И тој додека пробаш, ќе го нели таа рачката како ше, и он на рачката ќе загрее рачката и ти тамам завршува со твој дел, ја земаш тоа фрлаш и джезме и све. Многу беше така. Да. Ние сме правеле, сме пуштале. Доди на снимање. Некој што не е на снимање? Да, во Белград сме го пуштиле Ацо Јовановски. Он беше сврдел. На зезање го Да, пуштивте. со телеграма, со се. Срам да вие. Самарџич, Любиша Самарџич. Любиша Самарџич е скопјанец, роден во На Скопје. вистина. И ние си разговаравме македонски со него. И знаеш македонски? Македон. И јас тогаш не беше дома и се јавив на Мира, жена ми. Аха. Викам, да, кажи чоре, молим те, ќе пуштиме телеграма, кажи му на овој, нашиов, кажи му дека
да игра, ако се јави Ацо, да. Дека доаѓа на треба да снимање. доаѓа, да. доаѓа. А што на снимање некаде? Нешто Таму филм, на нешто. снимање Аха. во Во Белград. представа нешто. Не, филм. А филм? Не филм, не А, добро. главна, не главна улога во тука. Нешто така. И? Зашо он ни правеше големи заврзлани Ацо. Смрделот го викам. Не снагата, смрделот. Сега, Сега ќе видиш. мето, Бог да му душа прости, добра душа, отиде му каже. Таман ке тргнеш убаво, така? Ана Костовска, ја знаеш? Да. Ана Костовска која се раѓа, ние како влегуваш сега е све изменето Да. во Драмски, тука имаше портирната беше тука. И се јавуваат и од нашиве што се пожарникарите беа и телефонџи. Добро. И се јавува ни треба Драги Костовски, не е тука, а на проби. Да. На проби сме ние. И Ацо поминувал тука, го бара Драги, да, кој е? Поедете, би се роди Керка. Керка. Ацо. Бара од режисерот, За пола ставување. сат. Добро. купува бомбонјера, купува букет, оди во болница. Вика, јас сум таткото. Да. Еве, да. Стварно не сте нормални. Овој додека му завршила пробата, он се врати. Никој не знае. И Драги Костовски, Бог да му душа прости. Да. Леле. И му вика, абе те бара, вика, Аха. те бара, не јави се. И се јавува, кој ме бараше, вика, од болница. И се јавуваат и Драги, болница, ќерка ми се роди. И оди Драги во болница и се јавува доле, нели, портирна, не те пуштаа Да, како да. сега. Кој сака. Носи цвеќе, бомбонјери и он втор пат? Да. Добро. И вика, се извинав, кој се? Па вика Гордана Да. Костовска, татко. А не, таткото беше тука. Само рекол, Ацо. Ацо, Точно иди се у. знаеше кој, да, не, тоа другото не. Повеќе Повеќе од од тоа. Така е. За крај, може да ми кажете, ова емисија ни се вика... Зар крај? Да. Навистина е крај? Да. Скопје але. За какво Скопје сонувате? За она што го знам јас. Мгм. За тоа што го знам со качињата, со убави седнати во маџен мало, плетат си, разговараат жени. Немаш зетин, не трчаме, не се трчаше да... Поземи. Отворена врата Да. се, сега се заклучивме, не само со тоа, горе рајбер друг, аларм, ние. Да. Камера една, камера По тоа ќе втора, знаеш дека светла. ние сме сосема поинакви од она што бевме. Мгм. Само толку? Тоа би го вратила? Па јас тоа би го вратил тој живот кој што беше. Или приближно на тој живот. Мгм. Да. Односите меѓу луѓето, почитувањето меѓу луѓето. А би вратиле нешто во театар што сега го нема? Па би вратил само добри работи, добри глумци, добри представи. Сега, за жал, и нема не се ни финансираат доволно за да можеш да правиш тие представи кои што сме ги правеле ние, да речеме. Што се разговара сега во овие други околности кога децата се некаде, нели, со Со Магда ќе си седнеме са бајле. Си спичираш, ќе си отидеш на кафенце, Добра. другарките тука, ќе седнеш, ќе се напиеш кафенце, ќе си отидеш дома, На ќе си ручаче? седнеш на ручек, ќе ручаш. Ама и во детска вие сте поиша, зашто Па само со таму би 13 изврка, години? не можам да гледам тоа што гледа и она. Јас сега спорт сакам, Аха. да речеме представа ако има некоја од Да постари зирнете. снимени да ја зирнам. Да си гледа друго и ти во детска. Ама па со 13 години во детска И само не можеш можеш, да да, си. не може. Чекам јас уште 4-5 години и така, полнолетство, Добро, и после, више можете и дневно да дојдете. сигурно ќе дојдам и во дневна. Ви благодарам. Секако, може би треба да направиме и втори, трет дел, за да раскажем уште некои други приказни. 50 и да. кусур години се многу во Ќе Скопје. викнете за некој, ќе викнете И и Магда, Магда. така, и таа ќе не раскаже другиот дел. Таа ќе ви раскаже друг дел. Така е, да. Ви благодарам. Благодарам и вас. Ti ne si den,
Ti ne si prikazna.